ја превод сега сцената на Олга. Олга, повели. Да проверам само дали се слушаме, борите? Да, супер. Се слушаме и гледаме скрин. Одлично. Се топ. Одлично, супер. Вилијам, ти благодарам на воведот во денешната презентација на тема како да започнеш кариера во проектен менеджмент. Добро вечер на сите. Јас да ви се заблагодарам на заинтересираноста и присуството на денешниот настан. Нема вистина во голем број, тоа особено ме радува. Како што кажа Вилијам, јас сум Олга Пујас Петрушевска и од пред извесно време сум дел од инструкторскиот тим на Brainstar. Во моментот сум вработена во IT компанијата Singular на позиција проект менеджер. Инаку, мојот образовен бекграунд е дипломиран машински инженер, насока индустријско инженерство и менеджмент. Има веќе 10 годишно работно искуство во областа на проектен менеджмент на различни позиции, да кажам. Најпрво компанија која што е дел од производниот бизнис, а потоа направив промена во кариера и станав дел од IT бизнисот, каде што работам во изминативе 2 години. До сега имам среќа да бидам дел од навистина одлични компании, каде што постојано се надоградувам на професионален план, особено ќе кажам одлични кога станува збор за примена на некакви проект менеджмент практики. Нашата агенда, ова е нашата агенда, генерално се состои од неколку теми кои ќе бидат офатени. Тие теми беа наведени на настанот кој што беше објавен на социјални медиуми. Генерално се 6 теми и оваа содржина би ја поделила некако во 3 дела. Во првиот дел се 2 теми, што е всушност проектен менеджмент и која е улогата на еден проектен менеджер. Тоа е еден теоретски дел кој ни служи како вовед, теоретски дел од аспект на проектен менеджмент. Во вториот дел ќе бидат наредните 4 теми, каде што ќе зборуваме во суштина за некакви трендови во проектен менеджмент и секако во третиот дел ќе оставиме простори за вашите прашања. Како што кажа Вилијам, вашите прашања може да ги поставувате во чаталатката, ние секако ќе дадеме се од себе да одговориме на сите прашања кои што ги поставите. Значи јас ве охрабрувам сите активно да се вклучите во настанот преку ваши прашања, бидејќи веќе 8 часот е, ова треба да биде еден опуштен настан, од кој сите на крајот ќе си заминеме со добра енергија и некој искуство плюс, кое што се надевам дека ќе може да го искористиме понатаму. Добро, може да почнеме вака. На слайдов тука може да видиме некои термини кои се користат во светот на проектен менеджмент. Може да видиме стейкхолдери, комуникација, проект, продукт, проект менеджер и така натаму. Јас ќе кажам, без разлика на тоа дали работите нешто поврзано со проектен менеджмент, верувам дека во вашето професионално обкружување си имате сретнато со некои од овие термини и сигурно сум дека повеќето ви се познати. Најпрво би сакала да започнеме со тоа што е проект. На презентацијата пред нас на моменталниот слайд го гледаме така наречениот Project Management Triangle, познати како Iron Triangle. Како што може да видиме, овој триаголник се состои од 3 елементи. Тоа се всушност клучните елементи во проектите. Овие елементи се познати како ограничувања во проектите, односно constraints. Да започнеме со првиот елемент. Првиот елемент е scope, односно обем на работа. Обемот на работа во проектите се состои од група на активности кои треба да бидат спроведени во текот на реализација на еден проект. Time, односно време, станува збор за времето кој ние ќе го потрошиме за да ја реализираме претходно дефинираната група на активности. И cost, тука спаѓаат трошоците за реализација на претходно дефинираната група на активности во рамки на времето кое што ние го имаме предвидено. Ево како некоја дефиниција. Понатаму, животен циклус. Друга карактеристика на проектите е животен циклус. Животниот циклус се во суштина фази низ кои поминува секој проект од почеток до крај. Значи од првата точка до последната. Тие проектни фази ги сочинуваат броени активности кои се реализираат во текот на проектот. Пред нас на слайдот гледаме животен циклус на проект, каде што се идентификувани 4 фази. Првата фаза е почеток на проектот. Втората е организирање и подготовка, односно планирање на проектот. Третата е реализирање на проектот. Може да видиме дека веројатно најдолго време во проектите поминуваме во реализирање на проектите и на крајот завршување на проектот. Генерално, без разлика на тоа за како проект станува збор, секој проект минува низ истиот животен циклус.
Во организациите, проектите се двигатели на промените. Од аспект на бизнис, целта на проектот е да ја придвижи организацијата од една состојба кон друга со цел реализирање на некакви цели. Според сликата, пред да започне проектот, организацијата е во така наречена current state, односно моментална состојба. Преку реализирање на проектот, односно проектните активности, ќе биде инициирана некаква промена, организацијата ќе премине во future state или посакувана идно состојба. Се надевам дека до сега се изгледа едноставно, логично, ви е познато, па така, ја би сакала да истакнам еден факт. Фактот е дека проектите се насекаде околу нас. Доколку го земеме во предвид овој факт и се она што до сега го кажавме, дали би можеле да одговориме на прашањето што е проект? Би ве замолила да размислите и да напишете во чат на Zoom, што според вас е проект, со пример од секојдневното живење. Ќе оставиме минутка да размислите. Оние кои што до сега немале допир со оваа терминологија ќе се зачудат колку всушност од работите кои што секојдневно или во нашиот дневен живот ги правиме се всушност проекти. Баш кога видите тоа и на слайдот подоа. Еве јас ќе наведам, да речеме, градење на куќа, на мол, на зграда, тоа е проект. Како еден хинт. Имаме во чат два одговори. Александра, пример да сготвиш јадење според рецепт представува проект. Ана, градење на куќа, селење во друга земја, реновирање, организирање на евенти, така. Одлично. Одговор од Сара, ние самите како индивидуи сме најголем проект. Океј. Наташа, проект е алгоритам за постигнување на една цел. Зоки вели нешто што е профитабилно. Наталија, проект е некоја посакувана цел и планирање на активности што треба да ги направиме за да ја достигнеме таа цел, пример купување на кола. Имаме доста одговори. Одлично, супер, мислам сите примери. Идеја која треба да се претвори во дело, пример прирачник за здрава исхрана. Делфина вели проект е реализација на одредени активности во одредена временска рамка за постигнување на некоја цел, по дефиниција. Мој последен и тековен проект е трансфер на кариера. Океј. Пазарување во пазарување во Камаркет со минимална плата. Океј. Проект е нешто што ние како цел и ние правиме организирање и план како да ја реализираме целта. Секој ден е проект воведување здрава храна за семејството, супер. Проект сме ние самите себе, супер. Супер, имаме доста коментари. Фала. Одлично. Супер, фала ви. Доста добри идеи. Супер, генерално сите сте многу блиску, прецизно. Вака, јас би обработиле, да кажам, еден пример за проект. Веројатно сите сме имале прилика да организираме годишен одмор. Тоа ќе земе како пример. За да го реализираме проектот, организирање годишен одмор, постојат низа активности кои што треба да ги спроведеме. Дефинирање на локација. За да дефинираме ние точна локација каде сакаме да одиме на одмор, веројатно разгледуваме некакви понуди од туристички агенции, Booking, други сајтови за резервирање, истражуваме на интернет некои популарни места кои што ни интересираат, познати плажи, интересна локација и така натаму. Дефинирање на превоз. Тука спаѓаат на активности како резервирање на летови, трансфери, рентакар, автобуси, возови, што и да е. Документи, пасош и друга потребна документација, екскурзии, односно истражуваме каде би сакале што би сакале да посетиме како екскурзија, правиме некаква резервација, одмор, физички, самата физичката посета на местото на одмор и секако патот за нас. Значи, се тоа се активности кои што ние треба да ги спроведеме за да го реализираме проектот организирање годишен одмор.
Ако се навратиме повторно на овој триаголник, на оно што го кажавме, трите најважни елементи во проектите, скоп, односно сите овие активности, вклучувајќи го и физичкото одење на одмор, може да ги разбереме како обемна работа во проектот. Време. За ние да ги реализираме сите овие наведени активности, ќе потрошиме одредено време. Може би 2 месеци, од кои што месец и пол ќе потрошиме на планирање на проектот и 2 недели, недели и пол ќе потрошиме на фактичкото одење на одмор и патот за назад. Трошоци, секако, за да реализираме проектот одење на одмор, имаме на располагање одреден буџет, тој е некаков буџет, лимитиран буџет. Тој буџет ќе отрошиме со некаков план, односно дел од буџетот ќе потрошиме пред да отидеме во период на планирање на одморот, дел од буџетот ќе потрошиме додека сме физички на одмор, а дел секако ќе ни треба и за патот за нас. Значи, според ова може да кажеме дека ние свесно или несвесно постојано во наводници работиме на некаков проект, каде што менаџираме 3 главни елементи: обемна работа, време и трошоци. Јас ова го потенцирам цело време. Обемна работа, време и трошоци, тоа се навистина едните од трите најглавни елементи кога станува збор за проектен менеджмент. Постои дефиниција за тоа што е проект. Според книгата PMBOK, односно Project Management Book of Knowledge, проект е привремен зафат со цел креирање уникатен продукт, услуга или резултат. Велиме привремен зафат затоа што секој проект има почетен датум и краен датум. Значи, до сега заклучивме дека проектите се насекаде околу нас и проектите сами по себе нема да може да се движат, односно нема да може да течат, така што ни треба низа вештини со кои што ќе се овозможи проектите да течат согласно дефинираните цели. Од тука некаде доаѓа и прашањето што е всушност проектен менеджмент. Повторно ќе земам извадок од книгата PMBOK, каде што велиме дека проектен менеджмент е примена на знаења, вештини, алатки и техники во проектните активности со цел исполнување на барањата во проектите. Проектниот менеджмент им овозможува на организациите да ги реализираат проектите ефективно и ефикасно. Во суштина, ефективниот проект менеджмент и помага на организациите од повеќе аспекти. Ќе наброиме неколку, како исполнување на бизнис целите, задоволување на очекувањата на стейкхолдерите, поголема предиктабилност, големување на шансите за успех, решавање на проблеми, соодветен и навремен одговор кон ризиците, менаџирање на промените кои што се случуваат во организациите на подобар начин и така натаму. Според се ова, може да кажеме дека проектите се клучен елемент во креирање на бизнис вредност и бенефит за организациите. Сите сме сведоци дека денешниот бизнис свет е навистина динамичен и лидерите на организациите треба соодветно да ги менаџираат лимитираните буџети, кратки рокови, недостаток на човечки ресурси со кои се соочуваат речиси сите организации и секако брзи промени од аспект на технологија. За организациите да останат по суштина компетентни на пазарот, се повеќе го прифаќаат проектниот менеджмент како неопходен дел од функционирањето на секоја организација. Веќе опфативме еден пример за проект и примера на проектниот менеджмент. Други примери за проекти каде што се применува проектен менеджмент, може да кажеме дека развивање на нов производ. Се едно дали станува збор за фармацевски производ, софтверски, прехранбен и така натаму. Потоа проширување на стратегиските цели на компанијата. Дали станува збор за влез на производ или услуга на нов пазар, развивање на некоја нова дивизија во рамките на организацијата и така натаму. Потоа подобрување на постоечките процеси во рамки на компанијата. Некогаш во организациите се имплементираат проекти кои што се однесуваат конкретно за подобрување на перформансите на нешто во организацијата. Изградба на некаков нов објект, изградба, реконструкција, адаптација, софтвер, имплементирање и одржување на софтвер и така натаму. Постојат огромен број на примери. Области на знаење. Меѓу другото, проектниот менеджмент е категоризиран и од аспект на области на знаење и постојат вкупно 10 области на знаење. Првите области на знаење веќе неколку пати ги кажавме, тука спаѓаат скоп, schedule и cost management. Останатите 6 ќе ги спомнеме за прв пат во презентацијата, но сигурна сум дека и овие области на некаков начин ви се познати и сте имале прилика да се сретнете со повеќето од нив.
Ќе кажеме по некој збор за секоја од областите на знаење. Project Quality Management. Тука се вклучени сите процеси за инкорпорирање на организацијските политики за квалитет со цел задоволување на очекувањата на стейкхолдерите. Понатаму Project Resource Management ги вклучува процесите за идентификување на потребните човечки ресурси и нивно менаџирање со цел успешно реализирање на проектот. Потоа шестата област на знаење, Project Communication Management, тука се вклучени сите процеси кои што се потребни за да се осигураме дека соодветно ги менаџираме информациите кои што циркулираат во текот на проектот. Project Risk Management, тука се вклучени процесите на планирање на ризици, идентификување, анализа, имплементирање на некакви одговори на ризиците и така натаму. Project Procurement Management, тука се вклучени процесите поврзани со набавка на производи и услуги од трети страни, односно надвор од рамките на проектниот тим. Project Stakeholder Management ги вклучува процесите кои што се поврзани со идентификување на стейкхолдерите и проценка на нивното влијание на проектот, како и развивање на некакви соодветни стратегии за ефективно менаџирање. И на крајот, последната област на знаење е Project Integration Management. Тука се вклучени сите процеси и активности кои што се потребни за идентификување, дефинирање, координирање на разни проект менеджмент процеси и проект менеджмент активности. Ова во суштина Project Integration Management во суштина на проект менеджмент обуките се изучува последно, бидејќи најпрво треба да ги разбереме сите индивидуални процеси и области на знаење, за да потоа може да ги ставиме во некаков контекст на некаква интеграција. Добро, понатаму зборуваме која е улогата на еден проектен менаџер. За ние да разбереме добро која е улогата на еден проект менаџер, треба да дадеме осврт и на останатите улоги во проектите. Че во секој проект постојат точно дефинирани улоги. Може да идентификуваме 4 главни групи на улоги. Тоа е проектен менаџер, проектен спонзор, проектен тим и стейкхолдери, односно засегнати страни. Ќе започнеме со спонзорот на проектот. Спонзорот на проектот често е некој кој е представник на високиот менаџмент, на топ менаџментот и има високо ниво на влијание и авторитет во самата организација и представува најголем поддржувач на проектот. Постојат низа на одговорности кои што подпаѓаат на спонзорот на проектот. Првата веќе ја гледаме на слайдот, стратешко значење на проектот. Спонзорот треба да обезбеди стратешко значење на проектот, да го поддржува и да го брани проектот во суштина пред високиот менаџмент како вредна инвестиција на организацијските ресурси, инвестиција која што ќе служи на исполнување на стратегиските цели на организацијата. Потоа, одобрување и финансирање на проектот. Спонзорот треба да се залага и треба да лобира кај топ менаџментот за одобрување на проектот и негово финансирање. Тоа е едно од клучните, да кажеме, одговорности кои директно зависи дали проектот воопшто ќе биде одобрен и реализиран или пак не. Промовирање поддршка од главните засегнати страни. Спонзорот на проектот треба да негува добри работни односи со главните засегнати страни, како што се проект менаџерот, клиентот, сите стейкхолдери кои што се на високи позиции во менаџментот, интерно или пак со надворешни соработници. Потоа имаме давање поддршка на проектниот менаџер и проектниот тим. Спонзорот треба да му овозможи на проектниот менаџер и на проектниот тим најдобри услови кои што се можни за реализирање на проектот. Тоа меѓу другото подразбира и флексибилност и нашки кажано да има проект менаџерот одврзани раце за имплементирање на најдобри практики во планирање и менаџирање на проектот. За некои одлуки проектниот менаџер треба да побара вклученост од спонзорот, особено кога станува збор за одлуки поврзани со повторно со трите клучни елементи: scope, cost и time. Понатаму, решавање на конфликти. Иако проектниот менаџер е веројатно првиот човек кој што е како одговорен за решавање на конфликти кои доколку се појават во рамки на проектниот тим,
Поддршка може да се добие од спонзорот на проектот, особено доколку станува збор на конфликти за кои што е потребна вклученост од топ менеджментот. Тие проблеми може да бидат поврзани со финанси, одредување приоритети, менаџирање на некакви ризици и така натаму. Значи, не е се во рамките на можностите на проект менаџерот. Некогаш треба да биде вклучен и спонзорот на проектот, кога станува збор за решавање на конфликти. Понатаму достапност. По достапност се подразбира дека спонзорот треба да биде достапен и треба да биде на располагање на проект менаџерот во релативно краток период, бидејќи за некои одлуки е потребно навистина брзо да се делува и не би требало да чекаме на спонзорот со денови да се ослободи календарот и така натаму, а на сметка на тоа работата да ни стои. На спонзорот секогаш проект менаџерот треба да гледа како некој кој е подготвен да не изслуша и да се вклучи доколку е потребно. Во реалноста немаме секогаш среќа да соработуваме со проектен спонзор кој во целост ги исполнува овие карактеристики, но добро е да се знае што е, да речеме, добра пракса во оваа насока. Може да биде и добра пракса доколку вие како проект менаџер му пристапите на спонзорот на проектот уште на самиот почеток и му презентирате кои одговорности очекувате да ги преземе во текот на реализација на проектот. Понатаму проект менаџер. Проект менаџерот е веројатно звездата кога станува збор за реализирање на проекти и ја има најважната улога во проектот. Има директна одговорност за успех на проектот. Во реалност ова е навистина важна улога, па така проектниот менаџер треба да биде внимателно и соодветно одбран и да биде соодветно обучен и да му се даде можност едноставно да биде успешен во организацијата во која што го реализира проектот. Како и проектниот спонзор и проектниот менаџер има низа на одговорности кои што попаѓаат во рамки на реализирање на проектите. Применување научени лекции од претходни проекти. Проект менаџерот треба да ги земе во предвид да ги земе во предвид научените лекции од претходни проекти и да ги примени оние кои што навистина може да ги примени во актуелниот проект. Често таквите информации кои што се на база на историски податоци знаат да бидат многу вредни и значајни за реализација на проектот, особено во делот на планирање. Тие научени лекции идеално, во идеални услови да кажеме, се наоѓаат во некаков така наречен lessons learned регистар. Тоа представува некаков документ во кој е наведено што имало позитивно влијание на проектот, на претходниот проект, што имало негативно влијание, што било преземено и така натаму. Доколку таков документ, таков регистар не е достапен, добра пракса може да биде одржување на некаква брейнсторминг сесија со членовите од тимот, за да може ефикасно да се пренесе знаењето од претходни проекти и да се земе во предвид во актуелниот проект. Понатаму, дефинирање на улогите и одговорностите на проектот. Проектниот менаџер е одговорен да ги дефинира улогите и одговорностите на секој кој е вклучен во проектот. Често се случува во проектите некој од членовите од тимот да не испорачува оно што треба да го испорача, едноставно поради тоа што не знае дека тоа се очекува од него или од неа. Затоа добра пракса е да се дефинираат улогите и одговорностите на секој член од тимот за да се осигураме дека тие разбираат што се очекува од нив. Понатаму водење и следење на проектните активности. Проектниот менаџер во суштина го води проектот низ проектните фази преку имплементирање на знаења, вештини, алатки. И главна причина за следење на проектот е да се откријат потенцијални проблеми пред тие да се појават и соодветно да се адресираат. Проектниот менаџер треба да го применува тој проактивен пристап при рутинско следење на напредокот на проектот во однос на договорените проектни барања. Потоа имплементирање на најдобрите практики за управување со проекти. Проектниот менаџер е одговорен да спроведе најдобри практики кои што се возможни за реализација на проектот. Управување со приоритетите. Проектниот менаџер голем дел од времето го троши на решавање на главните приоритети кои што се во проектот. Репортирање на статусот на проектот. Исто така,
голем дел од времето на проектниот менаџер се троши во некакво репортирање на проектот. Дали станува збор за репортирање кон клиенти, кон топ менеджмент, кон останатите оддели во организацијата, кон членовите од тимот и така натаму. И тоа се случува периодично, зависно од потребите на проектот. Спроведување ефективна контрола на промените. Менаџерот е одговорен за процесот на управување со промените, соодветно да биде спроведен, при што нема да се случи некакво неконтролирање, зголемување на обемот на работа, зголемување на трошоците, значи се тоа треба да биде соодветно исконтролирано. На крајот, промовирање на добри и фер работни односи. Проектниот менаџер е лидер, треба да служи како пример за промовирање на добри и фер работни односи помеѓу сите засегнати страни, не само во рамки на проектниот тим, туку помеѓу сите соработници кои што се вклучени во реализација на дадениот проект. Понатаму спомнавме и проектен тим, тоа е третата улога од 4 кои што ги беа наведени на првиот слайд. Проектниот тим е одговорен за придонесување кон проектните цели преку давање на придонес во планирањето на активностите и нивно извршување согласно на некакви стандарди за квалитет, да кажеме. Проектниот тим во суштина се сите луѓе кои што се доделени за работа на проектот. Тие добиваат и извршуваат задачи и може да кажеме дека успехот на проектот зависи од квалитетот со кој секој член од тимот ги извршува своите задачи. Исто така постојат, како и за другите две улоги, постојат и низа на одговорности кои што ги има проектниот тим, односно луѓето кои што се членови на тимот. Обезбедување на информации во текот на планирање на проектот. Значи, членовите треба имаат одговорност едноставно да обезбедат информации и проценки кои што ќе бидат искористени пред се во текот на планирање на проектот. Членовите на тимот треба да понудат соодветна техничка експертиза со цел успешно реализирање на проектните активности, односно на секој од задачите кои што им се доделени на луѓето. Членовите на тимот треба континуирано да соработуваат со засегнатите страни и треба да бидат достапни во евентуално исполнување на нивните барања. Членовите на тимот треба да бидат респонзивни, особено кога станува збор за проект со кој што нудиме некаква услуга. Понатаму анализирање и документирање на постоечките и идните процеси и системи. Членовите на тимот работат на генерирање на некакви технички решенија кои што ќе бидат документирани во некаква форма. Понатаму репортирање на статусот и проблемите кон проектниот менаџер. Членовите на тимот имаат одговорност да му го репортираат статусот на своите задачи на проектниот менаџер и на крајот соработка со останатите членови на проектот кон постигнување на целите на проектот. Соработката помеѓу членовите на тимот е клучна за успехот на проектот. Доколку соработката едноставно не е на соодветно ниво, може да очекуваме да се појават проблеми на повеќе полиња во рамки на проектите. Тоа сакаме секогаш да го избегнеме на секој можен начин. Пред се преку промовирање на некаква добра работна атмосфера и добри работни услови. И стигаме до четвртата група, четвртата улога, тоа се стейкхолдерите, тука не би должеле многу. Стейкхолдерите се индивиду или групи кои што имаат некакво влијание на проектот и тие може да бидат интерни или екстерни. Тука некаде завршуваме со првите две точки, каде што кажавме дека ќе служат како некаков вовед во нашата презентација, каде што го фативме теоретскиот дел од аспект на проектен менаџмент. Зошто кариера во областа на проектен менаџмент? Постојат повеќе причини зашто би граделе кариера во областа на проектен менаџмент. Ќе презентираме неколку од нив. Прво би кажале разновидност. Веќе кажавме по дефиниција дека секој проект е уникатен. Работата на проекти е многу разновидна. Едноставно денеска работите на некаков проект од областа на IT, утре може да работите на проект поврзан со некаков градежен зафат, со некаква процесна опрема и така натаму. Во проектен менаџмент постојат многу можности и речиси секоја индустрија има потреба од проект менаџери кои што ќе работат на различни проекти. Дури и кога работите, да кажеме, само на IT проекти, моето искуство вели дека работата не е репетитивна, не е досадна
и реално мала е веројатноста да ви се досади. Едноставно секогаш има нешто различно кое што ќе ви представува некаков предизвик. Понатаму водење тим. Значи, при работа на проекти имате можност да работите со тимови. Значи, тимската работа е одлична, можноста да бидете, да работите со тим, да бидете лидер е навистина привилегија. Добивате можност да работите со луѓе, да инспирирате, да ги охрабрувате, да бидат најдобрата верзија од себе и да се обидете да го достигнат својот професионален потенцијал. Решавање на проблеми. Мора сите да се согласиме дека убаво е чувството кога ќе ги поставиме работите правилно и со тоа ќе решиме некаков проблем кој што влијае некако негативно на организацијата. Дополнително процесот кој што води кон решавање на проблемите е предизвик сам по себе, бидејќи постојат во суштина се случуваат низа на процеси, анализи кои што и чекори кои што водат кон решавање на проблемите и тоа знае да биде навистина забавно. Воведување нови работи. Кажавме дека проектите на еден од претходните слайдови кажавме дека проектите се двигатели на промените во организациите и преку тие промени во суштина ние работиме на воведување на нови работи во бизнисот. Некогаш работиме и на проекти кои што ќе ни овозможат да ги испробаме и да ги видиме нештата пред сите луѓе, пред обичниот човек да ги види. Замислете дека ваша пасија се патики, да речеме џорданки, а вие имате прилика да работите на лансирање на најновиот модел и да го испробате, да го имате едноставно пред сите луѓе. Комуницирање. Во проект менеджментот најголем дел од времето поминува во комуницирање и тоа дава можност да запознавате многу луѓе, што ви дополнително пак отвара многу врати и нуди многу можности. Атрактивност. Професијата проект менеджер е прилично атрактивна на пазарот на трудот. Во моментов веројатно дека IT индустријата е најактуелна кога станува збор за проект менеджмент, но сигурно можам да кажам дека проект менеджерите се потребни и во сите останати индустрии како што е производна, градежништво, финанси, услуги, банки и така натаму. Remote work. Живееме во време каде што работата од далечина не е нешто вообичаено, особено во последниве години во период на пандемијата. Работата од дома нуди многу бенефити, пред се подобар work-life balance и намалени трошоци и сега зависно во кој животен фазон се наоѓате, добивате и можност да работите било каде во светот. Замислете 2 месеци работите во Лондон, па 2 месеци во некаде во Америка. Значи тоа се некои бенефити кои што веројатно ако не работиме ремоутли не би имале можност да ги искусиме. На крај заработка, платите на проект менеджерите се солидни и во Македонија. И според Glassdoor просечната плата за entry level проект менеджер изнесува некаде $60,000. Конкретна бројка за Македонија не би можела да кажам, но мислам дека постојат некои статии кои што може да се најдат онлайн. Како и секоја друга работа, постојат и одредени предизвици и потешкоти со кои секојдневно се соочуваме во текот на работа на проекти. Ние до сега ги кажавме убавите работи, рете малку да спомнем и за другата реалност кога станува збор за работа на проекти. Значи, некогаш се случува да работиме со членови од тимот кои што не се доволно заинтересирани и мотивирани. Понекогаш менеджментот не ни доделува доволно човечки ресурси за работа на проектот, или пак работиме со луѓе кои што се поделени на работа на повеќе проекти, па планирањето и комуникацијата дополнително се отежнуваат. Понекогаш некои рокови ни се наметнати, едноставно се очекува да го спорачаме проектот во рокови кои што се невозможни во реалноста. Па тоа дополнително го отежнува, да кажем, менеджирањето на очекувањата на стейкхолдерите. Факт е дека работата на проекти е навистина динамична, забавна, но баш поради тие кратки рокови знае да биде стресна и луѓето да станат понекогаш и нервозни. Имаме еден интересен приказ тука кој се нарекува Emotional Roller Coaster while completing a project.
сигурна сум дека некои од вас доживеале слична емоционална состојба, особено кога работиме на нешто ново, нешто што не сме го искусиле претходно. Значи, некаде на почетокот на проектот сите сме ентузијасти, се ни изгледа лесно изводливо, содржината изгледа забавна и како што поминува времето, почнуваме да ги разбираме се повеќе спецификите на проектот, навлегуваме во детали и почнуваат да се јават дополнителни прашања. Нешто не сме процениле како што треба, нешто не сме естимирале добро, времето си тече, финансиите ги трошиме, резултатите се уште не се далеко. Запаѓаме во некаков swamp of despair и таму се задржуваме некое време, пробуваме да, што се вика, да мрдаме лево-десно, да видиме кој пат едноставно да го фатиме, која насока, какви одлуки да донесеме, зашто побрзо да излеземе од оваа точка. И откако ќе го надминеме тој swamp of despair, полека почнуваме да се враќаме во колосек, за на крајот после макотрпна работа да кажеме дека сме горди на проектот и на тоа што сме го испорачале како резултат. Веројатно оваа бура на емоции може да се појави не само во работа на проекти, туку и во други професии, како што кажав, особено доколку работиме на нешто ново. Сите грешиме, секогаш ќе грешиме, најважно е да учиме од грешките, да бидеме сигурни дека сме дале се од себе и дека одлуките што сме ги донеле биле најдобрите одлуки што сме можеле да ги донесеме во тој период и под тие околности. Каква е побарувачката на пазарот за проект менаџери? Проект менаџмент вештините се вредни без разлика на годините и се еднакво апликативни за помлади луѓе кои што работат на некаков поедноставен проект, да речем проект за организирање на некаков промотивен настан, или пак кај повозрасни луѓе кои што работат на некој проект со поголема комплексност, поголема важност, поголеми ризици и така натаму. Значи, знаењето и вештините во областа на проект менаџмент не се губат со текот на годините, туку напротив, со текот на годините вештините се повеќе се надоградуваат. Ако денеска отвориме на некој од нашите сајтови за работување МК кариера или пак на некои сајтови како LinkedIn, Upwork и така натаму, ќе може да забележиме дека има навистина голем број на организации кои што во моментов имаат активни области за вработување на различни улоги во областа на проект менаџмент, не само улога проект менаџер. Тука спаѓа улога и PMO, Project Management Officer, Scrum Master и така натаму. Моето искуство вели дека во Македонија има голем број на домашни интернационални компании кои што работат во рамките на различни индустрии, IT производство, банки, телекоми и така натаму, кои што во последниве години покрај оперативните оддели имаат и цели проектни оддели кои што се одговорни за реализација на сите проекти во организацијата. Во тие оддели се вработени проект менаџери, проект инженери, PMO, Scrum Master и така натаму, кои што интересно е дека имаат и различно образовен бекграунд. Некои се машински инженери, некои се електротехнолози, економисти, правници, филолози и така натаму. Заедничко што ги спојува сите овие различни образовни бекграунди е работата на проекти. Затоа што факт е дека професијата проект менаџер не е никако, апсолутно никако не е поврзана со образовниот бекграунд, туку е поврзана со едноставно познавање на проект и имплементирање на проект менаџмент процесите и проект менаџмент методологиите. Според едно истражување, според PMI, Project Management Institute, до 2030 година ќе бидат потребни нови 25 милиони позиции. Еве го извадокот од PMI, каде што велиме дека 2,3 милиони на годишно ниво, 2,3 милиони нови проект менаџмент позиции на годишно ниво до 2030 година. Така што започнување на кариера во областа на проект менаџмент од денешна перспектива можеме да кажеме дека е сосема добра одлука и има смисла. Понатаму, кои вештини треба да ги поседуваме за да бидеме добри проект менаџери? Ова е петата точка од нашата агенда. Веќе кажавме кои одговорности ги има еден проект менаџер, да дадеме малку и осврт на тоа кои вештини треба да ги поседува проект менаџерот. На оваа презентација сега на слайдот пред нас го гледаме така наречениот Talent Triangle, каде што се дава осврт на 3 сета на вештини. Тоа се технички project management, односно тоа се проект менаџмент вештините,
стратегиски и бизнис менеджмент вештини, односно вештини поврзани со знаење и експертиза во индустријата во која функционира организацијата и знаење и експертиза за самата организација. И третата е leadership, третиот сет на вештини е leadership, односно лидерски вештини. Може да кажеме дека техничките проект менеджмент вештини се клучни во областа на проектен менеджмент, но според истражувањата на PMI, тие веќе не се доволни во денешниот динамичен свет и се повеќе фокус се дава и на останатите две вештини, особено на leadership како вештина. За еден менаџер, за еден проект менаџер да биде ефективен, треба да ги поседува по нешто од сите три групи на вештини. Technical Project Management. Project Management вештините се дефинираат како вештини кои што се потребни за ефективно имплементирање на проект менеджмент знаењата со цел да се испорачуваат резултатите од проектот. Веќе ги спомнавме проект менеджмент областите на знаење, таму се опишани најважните проект менеджмент вештини кои се неопходни за секој проектен менаџер успешно да извршува својата улога. Според некои истражувања, најдобрите проект менаџери постојано демонстрираат неколку клучни вештини. Ќе ги наброиме тие неколку клучни вештини, мислам листата е многу подолга, но ќе издвоиме само неколку. Фокусирање на критичните проект менеджмент елементи. Тука станува збор за елементи како клучни фактори за успех на проектот, менаџирање на скеџул, односно распоред во проектот, финансиско репортирање кон повисокиот менеджмент, менаџирање на ризиците и така натаму. Потоа, комбинирање на традиционални и агилни алатки, техники и методи. На Академијата во Брейнстер се посветува доволно внимание за учесниците на обуката да се здобијат со некакви знаења и вештини од двете најактуелни проект менеджмент методологии. Тоа се традиционалната waterfall методологија и агилната методологија со акцент на Scrum. Моето искуство вели дека денес најчесто се применува некаков хибрид помеѓу традиционална и агилна методологија и важно е да се има познавање од двете за да може да се искористи најдоброто од двете методологии. Понатаму, соодветно планирање и приоритизирање. Не е секогаш се со еднаква, со иста важност. Често во проект менеджмент добиваме секакви барања кои што се буквално за вчера, но треба да се разбере навистина која е критичноста на барањето и да се направи приоритизација соодветно. Менаџирање на клучните проектни елементи, тука се повторно трите најважни елементи кои што ги кажавме неколку пати: schedule, cost, би ги дополниле и ризици, менаџирање на ризици и менаџирање со човечките ресурси. Стратегиски и бизнес менеджмент. Стратегиските и бизнес менеджмент вештините се поврзани со способноста да се види и да се разбере едноставно целата слика на организацијата и да се имплементираат некакви одлуки, активности кои што ја поддржуваат стратегијата на организацијата. Тука спаѓаат знаења кои што се поврзани со останатите бизнес функции во организацијата, како што се, односно другите оддели, оддел за финансии, маркетинг, набавки, оператива и така натаму. И проект менаџерите треба да имаат вештини, треба да имаат доволно познавање и вештини за да можат да им објаснат на другите за суштинските бизнес аспекти во проектот. Доволно за да можат да работат со спонзорот на проектот и проектниот тим за да можат да развијат соодветна стратегија за реализација на проектот. Доволно вештини за да може да имплементираат стратегијата за реализација на проектот на начин на кој ќе се овозможи максимум бизнес вредност од проектот. За да се донесат едноставно најдобрите одлуки поврзани со успешно реализирање на проектот, проект менаџерите треба да соработуваат и да бараат помош и експертиза и од оперативните менаџери кои што се во суштина луѓето кои што го водат бизнисот во организациите. Оперативните менаџери го познаваат бизнисот и разбираат како проектите ќе влијаат врз оперативното работење на организацијата. Како што веќе кажав, колку повеќе проект менаџерот има познавање за организацијата, толку е тоа подобро. И треба да има барем познавање за некои елементи од аспект на организација, како што се стратегија, мисија, цели, самиот производ и услугите, пазарот и условите на пазарот и конкуренцијата.
Преку имплементирање на тоа бизнис знаење, проект менаџерот ќе биде во позиција да донесува соодветни одлуки и да нуди соодветни препораки. Со менување на состојбата во проектот и организациите, проектниот менаџер треба континуирано да се работува со спонзорот на проектот за да ги одржуваат заеднички, да ги одржуваат бизнис стратегиите и проектните стратегии усогласени. Третиот сет на вештини е лидерски вештини. Лидерските вештини ја вклучуваат способноста за водење, мотивирање и управување со тимови. Овие вештини може да вклучуваат суштински способности како што се преговарање, комуницирање, решавање проблеми, критичко размислување и интерперсонални вештини. Проектите факт е дека стануваат се покомплицирани и се повеќе организации ги реализираат своите стратегии преку проекти. Проектниот менеджмент на крај на денот е многу повеќе од само бројки, од чартови, темплети, графици, софтверски тулови и така натаму. Оно што е клучно и заедничко за сите проекти е работата со луѓе. И голем дел од работата во улога на проект менеджер вклучува и работа со луѓе. Проектниот менеджер треба да поседува вештини за да ги проучува однесувањата на луѓето и што е она што ги мотивира. Проектниот менеджер треба да тежне кон тоа да биде добар лидер, бидејќи лидерските вештини се од круцијално значење за успехот на проектите. Проект менеджерот треба да негува лидерски вештини и квалитети кога соработува со сите засегнати страни, вклучувајќи го и проектниот тим, топ менеджментот и спонзорот на проектот. Лидерските вештини ќе наброиме повторно во интерес на времето, само некои од лидерските вештини, листата е навистина голема. Меѓу другото да си има оптимистичен и позитивен став кон работата, бидејќи едноставно доколку проект менеджерот нема позитивен став, не треба да очекува дека членовите од тимот ќе бидат мотивирани, ќе бидат оптимистички и соодветно ќе си ги завршуваат своите работни обврски. Да се биде соработлив со сите засегнати страни. Да се работи кон градење на односи со тимот и клиентите заснувани на доверба. Комуникација, односно посветување голем дел времето на комуникација со сите засегнати страни, а особено со членовите од тимот и комуницирање со цел менаџирање на очекувањата, меѓусебните очекувања. Давање редовен фидбек. Некогаш и не сме свесни колку фидбекот им значи на членовите од тимот. Добра практика е одржување на некакви 1-1 состаноци со секој член на тимот поделно за давање на меѓусебен фидбек и тоа добра пракса е доколку тоа се случува периодично во текот на проектот. Понатаму негување почит, пријателски односи, лојалност, искреност и етичност. Интересно е ова, вели давање заслуга за сработеното дури кога другите тоа не го гледаат. Проект менеджерот најдобро знае колку време и колку труд е вложено во нешто што на крајот го добиваме како резултат и тој резултат изгледа одлично. Значи добрата работа секогаш треба да биде препознаена. Понатаму фокусирање на важните работи. Применување на критичко размислување. Се ова се карактеристика способно за градење на ефективен тим. Значи, се ова се карактеристики кои лидерите треба да се стремат да ги пременуваат во секојдневното работење. Листата, како што кажав, на карактеристики секако дека е многу подолга. Постојат и така наречени лидерски стилови кои проект менеджерот може да ги прифати. Повторно во теорија постојат голем број на лидерски стилови, ќе напоменеме само неколку од нив. Првиот лидерски стил, transactional, овој лидерски стил се фокусира на целите со цел добивање некакви награди. Значи, овие лидери обезбедуваат различни видови на награди доколку бидат постигнати одредени цели. Тоа е возможно доколку е воспоставен јасен систем за наградување и јасно дефинирање на целите и очекувањата поврзани со целите. Потоа, transformational. Карактеристика на овој лидерски стил е дека се фокусира кон поттикнување на слепеници, идеалистичко однесување, инспирирање, мотивирање, охрабрување и така натаму. Значи, овие лидери ги третираат вработените како најголема вредност во организацијата. Значи, членовите од тимот често знаат да им дадат
важна улога во процесот на донесување одлуки и ги мотивираат постојано да се стремат кон остварување на повисоки цели. Харизматичен стил. Овој стил се карактеризира со можноста за инспирирање, енергичност, ентузијазам. Значи, овие лидери се карактеризираат со едноставно впечатлив настап, тие се дружелюбиви, насмеани, лесно може да ги препознаете во просторијата. И последниот лидерски стил кој што ќе го спомнеме е servant leader. Овој лидерски стил демонстрира заложба да ги стави потребите на другите пред своите потреби и фокусот му е ставен кон развој на луѓето, учење, нивна благосостојба и се фокусира на односите и соработката со луѓето. Ова е доста интересен лидерски стил кој што станува се повеќе препознан, особено во агилната методологија. Спомнав неколку лидерски стилови, ќе кажам повторно, по дефиниција постојат и многу други. Често знаеме, отвориме дискусија за тоа дали лидер се раѓа или лидер се создава. Дали може да размислите и да го наведете вашето мислење повторно во част. Дали лидер се раѓа или лидер се создава? Ќе оставим една минутка. Имаме прв одговор од Наталија, се создава, Павлина се создава, според мене се создава Сара, се создава Боријан вели комбинација од двете. Се раѓа новотекот на животот, се создава и се надоградува. Имаме одговори од Блаже и Васко дека се раѓа. Сузана вели заеднички соработа и потенцијал. Може да се роди, може да се создаде. Лидер се раѓа, но и се развива, се учи, вели Миле. Ивана вели како и за се друго потребно е малку талент и потоа труд, работа и посветеност. Супер. Виктора вели се раѓа, но со искуство се надградува и подобрува. Супер. Маја вели лидер се раѓа. Океј, имаме поделени мисли. Така, значи ако пишете во на Google, ќе видите дека постојат многу истражувања и проценти на таа тема во однос на тоа што доминира, да кажеме, дали во одреден процент доминира едното или пак доминира другото. Јас мислам дека е комбинација од двете. Важно е да кажеме дека секој од нас има потенцијал да биде лидер и дека треба едноставно да инвестираме во себе со цел се повеќе да ги осознаеме нашите добри страни и најдобрите верзии од нас и да почнеме тоа да го применуваме. Лично јас, ова е интересна тема, мислам, оваа тема мене ми буди така, ми е голем предизвик, сакам се повеќе да истражувам, постојат многу книги, многу видеа поврзани со лидерството. Доколку сакате и вие повеќе да истражите во таа област, би ви препорачала книги од Сајмон Синек. Ви гарантирам дека ќе ви влие позитивно, инспиративно и навистина има интересни факти кои што ги изнесува, но стално има човек што да каже. Оваа сликичка стои некој време на слайдот, веројатно сте ја виделе повеќето. Ќе објасниме на кратко. Значи, постојат на сликата гледаме пак волци, каде што првите 3 волци во линијата која што е обележена со црвено, тоа се стари болни волци и тие го одредуваат пејсот, односно брзината на движење на целиот пак на волци. Наредните 5 волци се обележени со жолто и тие се едни од најсилните и тие штитат предната страна од некакви потенцијални напади и ја штитат и средината од пакот волци. 5 волци на крајот што се обележени со зелено, се исто така едни од најсилните и тие повторно го штитат задниот дел од пактот и повторно ја штитат и средината во која што се наоѓаат најголемиот број на волци. Последниот волк, можеби него не се ни приметува многу со сината стрелка, тој волк е лидер. Тој се осигурува дека никој не е оставен сам и го одржува пактот волци на вистинскиот пат и е подготвен да трча во сите насоки само да го заштити пактот од потенцијални напади. На крајот стои една порака која што вели дека да се биде лидер не значи да се биде прв, туку да се води грижа за тимот. Значи ова е една така интересна
интересна слика која што доловува на така голема поента. Понатаму одиме како до кариера во областа на проектен менеджмент. До сега генерално она што зборував е некаква пракса од областа на проект менеджментот, фативме да кажеме и теоретскиот дел од аспект на проект менеджмент. На темата како да кариера во областа на проект менеджмент ќе истакнам мој личен став и препорака кон сите вас кои што размислувате за започнување на кариера во областа на проектен менеджмент. Има 3 работи, мислам генерално би ги поделила работите во 3 групи и би дала предност на тие 3. Прво велиме преземање проект менеджмент активности во рамки на работното место. Мислам дека сите ќе се согласиме дека најдобар начин за стекнување на некакво знаење во некоја било каква област е преку on the job experience. Веројатно во секоја професија се имплементирани некои од областите на знаење, како што се планирање, буџетирање, рокови, менаџирање стейкхолдери и така натаму. Значи размислете за тоа кои вештини треба да ги доразвиете, земете го предвид триаголникот на вештини кои пред малку го дискутиравме. Едноставно покажете иницијатива и разговарајте со вашиот претпоставен дали би можеле да волонтирате, земајќи учество во некој проект и размислете како може да даете придонес. Така ќе се стекнете со дополнително искуство кое што понатаму може да ви отвори и нови можности. Вториот дел на кој што би дала втората работа што би дала предност е обука во областа на проект менеджмент. Моја препорака е да размислите за аплицирање на некаква формална обука и добивање на некаков сертификат за завршена обука. Ќе научите факт дека ќе научите многу на темата, ќе се здобиете со знаење кое што и тоа како ќе ви послужи во процесот на развивање на кариера во областа на проект менеджмент, а при тоа и ќе се запознаете со нови луѓе, ќе ги проширите вашите хоризонти, ќе се отворат нови можности. И третата е самостојно учење и усовршување. Третата моја препорака, таа вели дека треба да инвестирате време во читање на пишан материјал, книги, стати, што и да е поврзано со проект менеджмент. Значи има голем број на платформи каде што има поставено разни видеа во форма на некакво предавање. На YouTube исто има голем број на видеа кои може да ви бидат од корист, преку кои ќе може да ги разберете некои од основните работи. Постојат и голем број на книги кои што може да ги прочитате. Бидете отворени и подготвени кон учење на нови алатки и стекнување на нови вештини и времето кое што би го инвестирале во ова со сигурност ќе ви се исплати. На крајот би завршиле ова, јас би го завршил дел од мојата презентација со една порака која што вели не се плашете да бидете амбициозни во врска со вашите цели. Вредната работа никогаш не запира, а не треба ниту вашите соништа. Тука некаде е крајот на мојата презентација. Ви благодарам на вниманието, се надевам дека ви беше интересна, дека предизвика кај вас некакви прашања, некаква промена. Продолжуваме понатаму со Вилијам и со текот на другиот дел од презентацијата. Супер, ти благодарам, Олга, предавањето беше одлично. Може да пишете и вие ваши впечатоци во чат. Нешто што го чував како изненадување за крајот на овој, тоест при крајот на овој настан, тука со нас имаме алумни од Академијата за Project Management. Тоа е Милена, така што Милена може да ви сподели first hand experience како е на Академијата и да даде нејзин впечаток. Така што Милена, повели. Здраво друштво, дали ме гледате и дали ме слушате прво? Да, те гледаме, да. Здраво, прво благодарност на сите што издвоивте време, нели, да чуете нешто повеќе за оваа многу интересна област, или како што ние си ја викаме PPM. Јас сум Милена, како што ме представи Вилијам, и сум алумни на PPM и вработена сум во Brainster, во одделот за маркетинг, поточно сум Senior Communication Officer. Но тука вечерва со вас сум пред се да ви споделам мое лично искуство од Академијата и да ви дадам некој совет. Олга навистина супер објасни што може да очекувате од ова
област, благодарност до неа, но јас повеќе би се задржала на самата академија, она што го искусив јас заедно со многу колеги мои, кои што сега ми се веќе пријатели. Би почнала прво со она зошто го направив овој избор. Инаку по професија сум новинар, имам речиси 15 годишно искуство во различни медиуми, од печатени до мултимедијални. Многу си ја сакам таа професија новинарството, но ете се најдов во животот во еден период кога ете веќе не гледав простор за себе си во некоја во постоечките медиуми и решив да менувам професија на мои речиси 40 години. Се распрашав што се нуди во неформалното образование, се двоумев искрено и за други некои академии, но на крај се одлучив за Брейнстер, бидејќи слушнав пред се позитивни искуства од поранешни алумни и во тоа време не ни помислував дека еден ден ќе работам во оваа компанија. Конкретно за PPM се решив бидејќи чувствував дека имам добри организацијски способности, знам како се луѓе, на тоа ме научи новинарството во изминатите 15 години и така се чувствував некако подготвена дека би можела да влезам во оваа област. Ме плашеше, искрено ќе ви кажам, малце дали имам техничка подготвеност за овој дел, не ги знаев алатките, но сега од оваа перспектива навистина не сум имала причина зашто да се грижам, бидејќи академијата ќе ве научи на се, барем за мене беше така. Нема да ве лажам дека е лесно и дека не треба да одвоите време и труд. Добро е да знаете во што влегувате пред да се одлучите да се запишете, бидејќи сепак се работи за нешто што трае 10 месеци и буквално целиот живот треба да си го преорганизирате за да научите, за да одвоите време за вежбите и за се што е тековно во академијата. Но ве разбирам во каква позиција сте повеќето од вас сега и зошто можеби се одлучувате за промени во животот. Но ве охрабрувам да направите чекор напред, затоа што ако решите да го учите ова, бидејќи навистина е многу интересна област. Мене првите 2 месеци ми беа искрено најтешки, бидејќи ми требаше време да ја совладам терминологијата, да укапираме нели што е проект, што е основата, да знаеме да ги препознаваме методологиите за работа, но подоцна станува полесно од кога ќе поминат тие први месеци на запознавање на целата материја. Како да ве охрабраме да направите некој чекор, јас решив да издвојам само позитивни работи што ни се случувале во текот на учењето. Прво, во ниту еден момент не се почувствував дека сум оставена сама. Тука на прво место ги спомнувам менторите, инструкторите како Олга. Тоа се луѓе кои што поминале многу во практична работа и сето тоа ќе се трудеа да ни го пренесат на наедноставен начин, да го разбереме. Достапни беа во секое време, да ни одговорат на секое прашање. Им пишувавме, навистина не ги штедевме, барем мојата група. Она што мене особено ме улеснуваше е онлайн платформата за учење. Таму еднаш неделно ни се отклучува новите лекции. Дел од тие лекции се напишани, има видео материјал, видео лекции снимани значи од професори, има квизови, домашни. Јас учев секогаш кога ќе најдев слободно време, бидејќи тоа особено ми беше од огромна помош, бидејќи покрај фултајм работа, имам мало дете, обврските со дете, тие што ги имате ги знаете, тие што ги немате може да претпоставите и буквално учев секогаш кога најдев слободно време, некогаш беше тоа навечер, некогаш беше наутро додека сите спијат, некогаш кога го носев синот на тренинзи, додека го чекам саат и пол, јас буквално учев. Така, значи битно зависи од вас како ќе се организирате и предноста е што сте вие на платформа и зависи од вас. Имавме еднаш неделно часови во живо. Јас бев редовна на скоро сите часови, пропуштив само неколку. Иако ги имавме снимено или може да си ги изгледаш отпосле, сепак многу е важно да се присуствува на тие часови, барем мене ми беше важно бидејќи има многу интеракција помеѓу самите колеги. Секогаш тука можеш да прашаш се што те интересира, што од материјалот не било јасно. Значи, на тие часови имавме многу вежби, интеракција, беа забавни, многу се смеевме, многу учевме, значи топла препорака ако се одлучите да се запишете да бидете редовни и навистина да се потрудите да бидете редовни.
Како друга позитивна работа би ја издвоила Student Success Team-от, значи имавме одговорна личност која што се грижеше целото искуство да ни биде најпозитивно, значи се што не интересира, ако некој од нас заглавеше со некакви проблеми, некакви маки, нешто, секогаш тука беа колегите од Student Success Team-от да помогнат, за секој да може да го излече максимумот, нели, од најпозитивно искуство да му биде ова. Друга предност е што се работи тимски, особено во проект делот, значи бевме поделени во групи и буквално со групата што ќе се паднеш на самиот почеток до крај ги работиш проектите и вежбите. Ова истовремено беше многу предизвикувачки на почетокот, додека се запознавме, додека се научивме едни со други, кој кога е слободен, значи темпото на работа, на живот, но од кога ќе помине тој период на прилагодување, како да кажам, после следуваше значи она најдоброто, максимумот, учиш еден од друг, тоа ми е една од најпозитивните работи, искрено. Буквално ќе се создадете пријатели, колеги за цел живот. И она што јас го сватив од работата со групите, ако секој член од тимот напредува, ќе напредува и целата група. Значи, буквално така беше со нас. Ако некој од вас се запише на академијата, би го храбрила да учи редовно, значи така јас правев, бидејќи секој модул е поврзан, еден со друг се поврзани модулите, ако и важно е редовно да се учи, значи кампањско учење не препорачувам, бидејќи имавме и домашни, да речам, значи во секој модул на крај си има домашни, исто ги решававме редовно, јас барем, буквално немам незавршена домашна, некои се со помалце поини, некои со повеќе, но важно е да се завршуваат домашните, бидејќи сето она што практично сето она што го учите теоретски во текот на неделата, ќе може да го извежбате преку вежбата практично. Затоа е важно да се завршуваат и тие. Во текот на академијата ни се нудеа и реални проекти, хакатони, исто многу убаво искуство учеството на реалните проекти на хакатони, бидејќи тука добиваше, како да кажам, слика како е во реалниот живот, како ќе биде почна во реалност кога ќе треба да се води некаков проект или некој продукт да се развива. Имаше и тешки моменти, не дека немаше, кога нели ќе се почувствуваш изморен, од се сепак трае 10 месеци, но она што мене ме водеше цело време да одам напред е секогаш се сеќавав која беше целта за која што се запишав на академијата и тоа некако ме враќаше и ме мотивираше да продолжам. Ова ни го кажа и се сеќавам Огнен на првиот интро ден, на интро час, секогаш кога ќе ви зашкрипи малце да се сетите зошто сте се запишале, јас го послушав неговиот совет и навистина многу тоа ми помагаше. Јас не би должела уште многу, се надевам дека ви помогнав со моето искуство. Ќе завршам само што ќе ви кажам со тоа дека ова за мене беше една од најдобрите одлуки што сум ги донела за себе лично и за мојата кариера и се надевам дека со дел од вас за некој време ќе можеме да разговараме и да го кажат истото. Супер, фала ти многу, Милена, на ако има прашања, бил нели се разбира, да. Тука сме да сите прашања околу искуството на Милена може да ги испратите на milena@brainstar.co. Тука сме за друга комуникација поврзана со тоа. Така што фала ти уште еднаш, Милена. Во чет ќе ви испратам уште еднаш линк од платформата каде што може да ги поставите сите прашања кои ги имавте од делот на Олга или можеби од делот на Милена. Како што спомнав на самиот почеток, за сите кои што сакаат да дознаат повеќе информација околу самата академија, значи многу на кратко, би почнал прво со тоа што една убава информација. Годинава славиме 7 години како Brainstar, заедница од над 11.000 алумни од 4 држави, мрежа од над 150 само нешто ми сецка, дечки, само секунда. Добро. Имаме мрежа од над 150 инструктори кои што се врвни експерти во индустријата, над 100 домашни интернационални компании кои што нудат пракса или вработување на нашите студенти. Сега, како што денес видовте, имавте можност да се запознаете со Олга. Ова е дел од инструкторскиот тим на
академијата, ќе набрам само зум. Овде е Огнен Трипуновски, кој е продукт менаџер, дипломиран машински инженер со 10 годишно работно искуство во делот на индустријски инженеринг и проектен менаџмент. Даринка Буровска, која е продукт менаџер исто така во Hypergrowth, финтек стартап во Берлин. Има искуство со B2B, со B2C продукти, од лансирање на нов продукт до менаџирање на тој продукт со повеќе од 1 милион корисници. Тука е Олгица Стрезовска, која е сертифициран Scrum Master и продукт Owner. Денес веќе запознавте Олга. Маријан Георгиев, кој е магистар по проектен менаџмент, така што учите од многу спремни луѓе кои се дел од индустријата. Една работа која што ја спомна и Милена, која што е уникатна за Академијата за Project and Product Management, а тоа е Hybrid Learning Experience. Што значи ова? Значи дека може да ги следите делот од предавањата кога вам ви одговара, односно не сте врзани за термин. Значи преку недела, како што може да видите и на сајтот кој ќе го споделам за кратко во чат, преку неделата кога сакате вие си гледате лекции, така што во тој дел сите кои што имаат обврски со работа, со дете или било кои други активности не можат да бидат врзани за фиксен термин. Ова е многу голема предност. На слайдот има и што се е вклучено, значи часови во живо секако, лекции за самостојно учење кои веќе ги спомнав, менторски сесии, текстуални лекции како и квизови, задачи, предизвици, сесии со други студенти за решавање на истите, case studies, метрики од модулите, реални проекти и така натаму. Милена веќе спомна и хакатони, така што имате еден omni learning модел. За жал нема можам да споделам информација од реалните проекти кои што се на Академијата, бидејќи самите студенти имаат подпишано NDA, не се лансирани проекти, така што нема да можеме да споделиме скриншоти од нив, ниту да го споменеме името. Меѓутоа секако се работи на реални проекти на Академијата, тоа е целта на самото учење. Околу делот за сертификат. Доста од вас имате прашање дали е признаен сертификатот, каде е признаен и така натаму. Може веќе некој од вас го виделе ова, а тоа е дека од ова есен секој кој што ќе заврши Академија на Brainster добива 2 сертификати, еден од Brainster, еден од Brainster Next College. Што значи ова? Значи дека добивате сертификат од високо образовна институција. Така што сертификатите се признаени од индустријата не само кај нас, туку и меѓународно, со оглед дека над 52% од нашите повеќе од 100 индустријски партнери компании кои што вработуваат студенти се странски компании. Така што последователно тоа фактот дека се издава и сертификат од високо образовна установа, односно факултет, представува доказ дека курикулумот на Академијата во согласност со највисоките образовни стандарди. За крај, гордоста на Brainster, Co-Innovation и Hiring тимот. Преку програмата за коинновација на студентите им овозможуваме да работат прво на реални проекти, така што ги поврзуваме со реални компании. Тоа им го овозможуваме преку хакатони, преку работа на реални проекти низ целата академија. Исто така предизвици, така што ова е многу добра можност сето она кое што го учат на самата академија, практично да го искусат и да научат како се она што го учат day by day, week by week, да го имплементираат и да научат и други вештини како тимска работа, како што се бара од компаниите, како да се постават како улога на лидер во тимот или како да менаџираат одреден проект и така натаму. Така што со ова би завршил еден wrap-up Академијата за Project and Product Management.
уписите ни траат до 15 ноември, моментално имаме 5 слободни места, така што сите кои што дојдовте ново предавање за оваа цел и согледавте дека можеби project management или product management е вистинскиот пат за кариера, за вас ве охрабрувам да закажете повик, да аплицирате на академијата, ќе имате повик со некој од нашите кариерни консултанти, каде што ќе ви објаснат повеќе околу академијата, ќе поразговарате околу тоа дали оваа професија е добар фит за вас, ќе поразговарате околу металната кариера и така натаму, така што не би должел, ќе споделам линк во чат од веб страната на академијата. Сега одиме на делот со Q&A, имаме доста прашања. Ќе биде многу драго да ги прочитаме сите. Океј, одиме од најгласани. Првото прашање од Јулијана, колку лесно се добива шанса да се работи на одреден проект? Дали ние сме во можност, кога стегнеме титула проект менаџери, да ги бираме проектите или тие не бираат нас? Олга? Се слушаме така? Да. Океј, вака, да уклучам камерата. Добро, колку лесно се добива шанса за да се работи на одреден проект? Дали ние сме во можност, кога ќе стекнеме титула проект менаџери, да ги бираме проектите или тие не бираат нас? Генерално, или зависно од организацијата, односно за каков тип на проект ни станува збор. Најчесто проектите ни се доделени од страна на организацијата. Често се случува да не бираме на каков проект ќе работиме, едноставно да бидејќи сепак човечките ресурси се лимитирани, бројот на проект менаџери во организацијата повторно е лимитиран и не е секогаш случај да може да одбираме на каков тип на проект ќе работиме. Веројатно во некои организации постои такво нешто, доколку постои листа на проекти кои што се планирани да бидат реализирани во текот на една година, па соодветно секој проект менаџер да даде некаков комитмент во однос на проектот кој ќе го сработи, да го одбере проектот, али веројатно е некоја комбинација од двете, која вака подобро ќе размисли. Се надевам дека генерално одговорив на прашањето. Колку лесно се добива шанса за да се работи на одреден проект? Се добива шанса доколку самата организација е проектно ориентирана и едноставно се вложува во проекти. Се надевам дека успеав да го одговорам прашањето. Океј, Јулијана пише ни ако има нешто плюс. Прашање од Душко, дел од IT компаниите во Македонија применуваат SAFe како Agile Project Management, додека голем од агилисти сметаат дека SAFe е fake Agile. Ваше мислење? Safe и мене ми е да кажам нешто што е ново, поново и за мене, така што не сум имала генерално прилика да работам конкретно во согласно со тие принципи. Генерално како Agile постои голема поврзаност помеѓу Safe и Agile, но не би можела конкретно да кажам за Safe затоа што не сум имала соодветно искуство кога станува збор за Safe. Се извинувам, Душко. Добро. Следното прашање е која е разликата помеѓу проектен менаџер и product owner и кое е твоето мислење за се почестиот тренд да Scrum Team има проект менаџер? Кога добро станува збор за две различни, генерално за две методологии, агилна и waterfall, проект менаџер генерално го пофаќа целиот проект од почеток до крај. Product owner се фокусира, да кажеме, на еден сегмент од продуктот, да речеме дека нашиот продукт е некаков софтвер кој што е како крајен резултат, за да го спорачаме крајниот продукт софтвер,
може би имаме двајца или тројца продукт оунери кои што се како условно кажано сопственици на дел од продуктот и се фокусирани конкретно за тоа. Така што генерално проект менаџерот има целата слика за проектот, за продуктот од почеток до крај. А продукт оунерот генерално се е фокусиран во одреден сегмент. Почестиот тренд за Scrum Team да има и проект менаџер, да, и тоа е тренд и тоа е факт, особено доколку станува за некаков доколку станува збор за испорака на проектите согласно некаков хибриден модел, кој што често се случува во реализација на проектите, иако дури во IT. Дури и ако кажеме ние дека проектите се водат по Scrum, зависно пак ги кажеме од проектот и зависно дали станува збор за проектот доколку е во фаза на како да кажам, на фаза maintenance, во фаза на одржување, може би веројатно може да се примени повеќе Scrum. Доколку продуктот се имплементира за прв пат, веројатно е дека постои некаква предиктабилност, некакво планирање, некакви рокови кои што треба да бидат испорачани и факт е дека станува збор за Waterfall. Значи секогаш е некаков хибрид помеѓу Waterfall и Scrum, каде што има потреба и од проект менеджер и од Scrum Master кој што би се фокусирал во реализација согласно спринтовите. Се надам дека одговорив на прашање. Едно прашање, некој совет за јуниор проект менеджери? Ајде, давај ги. За јуниор проект менеджер, веројатно може би јуниор може би станува збор за обврски, за проекти кои што се со помала комплексност, но генерално совет да доколку има mid-level project менеджери или сениори, едноставно да се реплицира нивното знаење, да се учи, да се работи кон тоа, да се добива можност за се покомплексни проекти, бидејќи факт е дека од on the job experience и доколку сме условно кажано фрлени да го решиме проблемот, да работиме на проектот, учиме најдобро. Така да јуниор проект менеджерот нека не се плаши да преземе одговорности, само така ќе може да напредува кога ќе биде во комфорт зоната. Се надевам дека можеме некои вештини или soft skills кои би ги издвоила, спомнавме пример како колку е важно да биде добар лидер, така. Можеби некои насоки во тој дел имаш? Па генерално тие soft skills ние ги учиме, мислам дека тоа не е нешто како од денес утре, тоа е нешто што цел живот се учи. Доколку позитивно и убаво е, доколку може сите тие people skills, soft skills бидат применети, дали станува збор за комуницирање, решавање на конфликти, емпатија и така натаму. Така да генерално само нека се продолжи со работата на проекти, да биде проектниот менеџер изложен на што е можно поголем број на ситуации, да биде вклучен во што е можно повеќе проекти, за да може да го добие вистинскиот бенефит од тоа. Супер. За време на реализација на проектот, која би била активната улога на проектниот менеџер? Следење на проектот, дефинитивно. Во текот на реализација на проектот треба да се, доколку велиме дека во текот на планирање на проектот треба да поставиме некаква бейзлайн, односно верзија 0 од проектниот план, кога станува збор, особено кога станува збор за трошоци, време и обем на работа. Во текот на реализација на проектот, задача на проектниот менеџер е да го мери перформансот во однос на тие првично зададени параметри. Во текот на реализација на проектниот менеџер треба да се фокусира на тоа. И на комуникација, секако постојана комуникација, мотивирање, лидерство и така натаму. Супер. Which tools do you use on a daily basis to manage a project? Кои алатки користиш на дневна база? Така. Во рамки на различните компании можам да кажам дека се беа користени различни тулови, од наједноставни Excel табели до многу сложени Excel табели, понатаму во поново време Jira е нешто што е често користено, особено во IT. Има повеќе тулови, има и во
Jira од аспект на scope management, односно доколку проектот се води по Scrum, следење на сите тие етикети, следење на прогресот на посебните активности. Во рамки на Jira постои еден тул кој се вика Big Gantt, каде што тој е во суштина scheduling tool кој што се користи. Gantt Pro прилика веројатно тие се неколку тулови кои што најчесто ги користам во последно време. Океј. Прашање од Милет, дали постои некоја алатка или тест со која можеме да провериме колку ги имаме совладано вештините на проектен менаџмент од досегашното работно искуство? Интересно прашање. Илија, мајте мовам подсетиме дали во Brainster, во тегот на академијата постојат некакви тестови кои што би дале некаков одговор во насока на тоа докаде сме со вештини од аспект на проект менаџмент. Постои кариерниот квиз, меѓутоа тоа не е алатка што проверува skill level за project management. Воглавном на информативните средби кои што се имаат за академијата се воспоставува ова, меѓутоа не знам за конкретна алатка или тест, нема такво нешто. Сега се сетив, има еден сајт што се вика Mind Tools, каде што има голем број на алатки, не само за проект менаџмент, него генерално, буквално за секаков тип на анализи. Мислам дека таму има некаков квиз кој што може да ви каже на прилика на кое ниво сте од аспект на проект менаџмент. Супер. Својот околу пристап со членови на тимот кои заостануваат, покажуваат послаби перформанси или не се мотивирани? Да, значи генерално сите се соочуваме со такви предизвици. Нема некој, како да кажам, магичен пристап. Едноставно, наша задача како проект менаџери да идентификуваме за што станува збор. Можеби работиме со луѓе на крајот на денот, значи сите сме ние луѓе. Во одреден период од животот сите се соочуваме со некакви проблеми. Добро би било доколку ние како проект менаџери се вклучиме активно во идентификување на причината поради која членот тимот заостанува. Едноставно, не знам, може да се случи доколку некој член од тимот покажува полош перформанс. Да кажеме, имате работа со некој член од тимот што е одличен инженер, одличен програмер, меѓутоа замислете дека не знае добро англиски јазик, а вие можеби сте му дале некаква задача која што значи дека треба да комуницира со надворешни компании на англиски јазик. Значи едноставно не е дека човекот не си ја врши добра работата, едноставно можеби е ван комфорт баш поради таа причина. Непознавање на барем тој или таа можеби смета дека не го познава доволно јазикот. Така што наша задача е да идентификуваме причината. Едноставно работиме со луѓе, треба да се разбереме како луѓе. Магичен лек нема, мислам, казните не се популарна мерка едноставно, особено денеска секогаш одиме во таа насока да мотивираме, да потпрашуваме, да сме во улога на некакви лидери. Океј. Следно прашање од Даниел, кои се битни карактеристики кои треба да ги поседува еден проект менаџер? Карактеристики, кога велиме, веројатно претпоставувам дека станува збор за тие soft skills, people skills. Карактеристики едноставно треба да поседува комуникација. Ако треба да издвојам некои вештини, на прво место би ставила комуникацијски вештини. Тоа е апсолутно нешто најважно за работата на проекти. Може да кажам дека 80% од времето се посветува на комуницирање и најголем дел од проблемите се јавуваат поради лоша комуникација во тимот. Треба да поседува комуникацијски вештини, ако издвојаме како најбитно, флексибилност. Проект менаџерот треба да биде флексибилен, да може да биде отворен кон нови нешта, да прифаќа предлози, значи не е секогаш така толку црно или бело, не е толку straight forward, секогаш постои таа,
како да кажеме, сива зона која што најчесто ја менаџираме. Така што ете, добри комуникацијски вештини и флексибилност ги издвоила како некои битни вештини. Океј, Ивана прашува колкава е улогата и на кој начин проект менаџерот учествува во планирањето на буџетот? Проект зависно од организациите. Сега проект менаџерот не значи дека по дефолт треба да биде вклучен во планирање на генерално на организацијскиот буџет. Тоа веројатно е на некои повисоки нивоа и најчесто се прави од страна на топ менеджментот, од финансии и така натаму. Откако можеби проект менаџерот да замислиме дека организацијата сака да одвои одреден процент на своите средства во проекти, да кажеме дека организацијата може да се обрати до проектниот менаџер да даде некаква проценка, да речеме за овие 3 проекти ќе биде потребно толку и толку, некаква груба естимација. На тој начин, да, проектниот менаџер може да учествува во планирање на буџетот на самата организација. Откако организацијата ќе го одобри проектот, согласно тоа му дава на проектниот менаџер во свој раце некаков одреден буџет и проектниот менаџер понатаму е одговорен да соодветно да го испланира буџетот, начинот на трошење, начинот на следење на буџетот и така натаму. Така што веројатно тоа два аспекти би ги кажала ајде во таа насока. Едно е организацијскиот буџет, а друго е проектниот буџет. Супер. Следно од Душко, финансиско работење е еден дел од задачите на еден проектен менаџер. Колку сметате дека финансиската писменост е потребна за оваа улога? Би рекла дека некаква финансиска, добар збор е тоа финансиска писменост. Можеби е точен збор. Треба да си има некакво основно познавање од аспект на финансии, но едноставно постојат голем број на тулови кои што можеби да е дури ваша задача само да дадете некаква проценка на однос на трошоците на основа на некакви можеби понуди кои што ќе ги добиете од надворешни изедувачи. Значи не секогаш станува збор за многу комплексни пресметки, а секогаш може да побарате помош од одделот за финансии, кој што пак се бави со тие покомплексни работи. Така да би рекла дека некакво основно познавање од аспект на финансии, кои да кажеме кои се главни чекори во дефинирање на еден буџет, повеќе по таа насока. Не би рекла дека треба да има некакво високо ниво, некакви пресметки, некакви сложени калкулации. Следно од Васко, дали бекграунд и знаење од IT сферата е присутен за побрзо прилагодување во IT project management? Добро, ова ми е едно од омилените прашања. Затоа што јас сум машински инженер, сега во моментов работам во IT, претходно работев во производство, така што факт е дека не е пресудно, меѓутоа ако еве сега имам, да кажам, добив некаков фолсет, што значи тоа да работам по бекграунд, по струка во областа на проект менеджмент, и што значи да не работам. Постојат одредени предизвици со кои јас лично се соочувам, бидејќи секогаш поголем комфорт имаме во областа во која имаме некаков образовен бекграунд и нешто повеќе знаеме од технички аспекти, сме посигурни. Има одреден период на прилагодување кој кога станува збор за IT, тоа секогаш гледаме како да кажеме да го компензираме со добри проект менеджмент вештини кои што треба да доминираат во таа насока. Така да некој магичен пристап за побрзо прилагодување во IT project management веројатно нема, веројатно треба да искусиме некакви ситуации, меѓутоа доколку сме добро подготвени на темата проект менеджмент, многу полесно ќе биде прилагодувањето кон IT. Супер. Габриела, кој совет би го дале на некој кој е спремен да ја смени професијата од финансии во проект менаџер, што доколку некој нема воопшто искуство и познавање од оваа област, а ги има потребните вештини и сака да успее во истата?
Така, јас спомнав 3 работи кои што јас сметам дека се битни кога станува збор за промена во односно за започнување на кариера во областа на проект менеджмент. Тоа е on the job experience. Доколку имате можност во рамки на постоечката компанија да добиете повеќе работни задачи, дури да волонтирате, да бидете вклучени во проекти. Втората работа е да аплицирате на некаква официјална обука, која што факт е дека ќе ви го даде потребното, барем основно познавање од аспект на проект менеджмент. Конкретно во Brainster се покриваат и двете методологии, Waterfall и Agile. И третото е вложување во самостојно учење. Се надевам дека ви дадов соодветен одговор. Едноставно треба да се почне од некаде. Океј. Одиме со последното прашање. Дали Scrum е задолжително да се проучува кога мислиме на project management и дали е лесно да се пробиеме без искуство? Добро, Scrum може да го разбереме како еден метод, како еден начин за водење на проектот или пак на дел од проектот. Така да не би рекла дека Scrum е задолжително и најважно е да се разберат основите на проект менеджмент, да се разберат тие процеси, да се разбере процесот од иницирање на проекти до затворање на проекти. А потоа делот на Scrum некако ќе се вклопи откако ќе добиете целата слика од аспект на проектен менеджмент. Дали е лесно да се пробиеме без искуство? Имаше баш денеска видов една слика на LinkedIn, вика баш онака како circle, како нема крај. Сакам да сменам работа, ама немам искуство. Па пак сакам да сменам работа, ама немам искуство. Веројатно не е лесно. Сигурно дека не е лесно, али доколку сме решени да направиме некаква кариерна промена, сам треба да примениме се што може да примениме и да се вложиме едноставно да исполниме целта. Се надевам дека Супер, имаме едно прашање во чат од Маја. Интересно е што во еден проект може да има повеќе организаторски позиции, директор на проектот, проект менаџер и координатор на проектот. Дали е неопходно од сите три или доволно е проект менаџерот да ги извршува сите улоги? Добро, веројатно зависи од типот, варира веројатно од организација до организација. Генерално во реализација на проектите се тие четири како главни улоги што ги кажавме, зависно од организациите, повторно ќе кажам, постојат Scrum мастери, продукт оунери и така натаму. Така што нема конкретен одговор. Веројатно станува збор варира од организација до организација. Супер, океј, немаме веќе прашања во Interrupt, немаме ни на чат, имаме доста коментари кои стигна неколку и до мене дека сме им одговориле соодветно на прашањата. Така што, дечки, 15 минути го пробиваме веќе терминот. Би ви заблагодарил на сите за вниманието. Фала ви што присуствувавте. Се надам дека научивте многу вечер од Олга дека ви се рачисти дали project management е за вас, кои се чекорите за да започнете кариера. Ќе ви испратам уште еднаш линк во четот од сајтот на Академијата, каде што може да закажете средба за самата Академија и би предал на Олга да го затвори овој настан. Олга, повели. Што јас да ви се заблагодарам на присуството. Се надевам дека побудивме некои нови моменти кај вас, дека успеавме да ви ја приближиме професијата проект менаџер поблиску. Доколку сте за промена во кариера, јас ве охрабрувам затоа што стварно мислам проект менаџмент е нешто што е одлично како професија. Се надевам дека ќе имаме прилика да се запознаеме, да соработуваме доколку се пријавите на Академијата за PPM. И уште еднаш ви благодарам на присуството, имате убава вечер и ви посакувам среќа во успех во вашите цели. Огачки, фала ви уште еднаш за присуството и за убавите коментари на чат.
Имајте убава вечер и се гледаме на Академија. Поздрав. Чао, чао.